Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Во пресед на втората годишнина од почетокот на руската инвазија спроведена е голема анкета во 12 држави од Европската Унија. Само 10% од испитаниците и натаму веруваат дека Украина може да ја добие војната со Русија. Оно што ве прашуваме денес, дали според вас Македонија испраќа доволно помош на Украина? Време ли е за друго решение како би се постигнал мир? Ова се прашањата до вас во ова денешно издание на Црвена линија, но имаме и прашање кое што е дел од анкетата, кое што можете да ја одговорите на Инстаграм доколку не заследите. Што значи кликнете и на Instagram Story, онаму каде што прашуваме дали санкциите кон Русија даваат резултати. Ето, така изгледаме на Instagram Story, подсетување дека одговорите, за да ги дадете, треба да кликнете на опцијата која што ви е понудена да или не. Во проценти по рекламите, нешто подосна се разбира пред крајот на ова издание, ќе ги соопштиме и резултатите во однос на тоа како инстаграмџи одговорија на нашето анкетно прашање. Но на нашите денешни прашања упатени до вас, односно дали Македонија испраќа доволно помош за Украина и време ли е за друго решение како би се постигнал мир, секако вашето мислење и одговор можете да ги дадете доколку завртите на 02 307 0005. Ке подсетам и на самиот почеток, знаеме дека многу често тоа го повторуваме, но неминовно е да го укажеме за да нема особено грешка кај оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучат во контактната емисија Црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот целосно. Јас се вие зборуваме преку слушалка и секако не зборувајте и преку интерфон, бидејќи се губи квалитетот на звукот, на гласот, така да оние кои што не го прават тоа може да се случи да имаат чувство дека некој друг зборува наместо нив, да не се слушнеме добро и така натаму. Но време е секако да се слушнеме. Па ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Почнуваме со вас и да видиме на 02-307-0005 дали имаме гледач или ако не почнуваме со гледачи, може би најдобро да ве загрееме и со прилогот кој што е подготвен се со цел да подсетиме и повториме дека сме во пресрет на втората годишнина од почетокот на руската инвазија спроведена се разбира врз Украина. Погледнете. Се интензивираат битките меѓу украинската и руската војска. Соборен руски дрон во Одеса предизвика пожар во деловна зграда при што загинаа 3 лица. Војската на Украина соопшти дека над Црноморското пристаниште пресретнала 9 беспилотни летала. Во Днепарскиот регион армијата под команда на Москва испрати дронови познати како Шахид кои удрија во станбен објект. 8 лица се повредени. Влучання Шахіда в житловий будинок 9-поверховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування 2 квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково 7-го поверсі. Під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, 1 або 2. Зараз пошукові роботи тривають. И додека во Украина се водат жестоки битки со големи жртви и загуби на двете страни и по 2 години од почетокот на руската инвазија, Русија денеска со почести го одбележува денот на бранителите на татковината. Лидерот на земјата Путин честиташе на војската за храброста и страјноста. Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. На переднем крае сегодня участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои. Пред втората годишнина од руската инвазија на Украина, Вашингтон и Европската Унија решија да воведат нови санкции против Москва. Меѓу санкционираните се и компании од трети земји. Соединетите американски држави и нивните сојузници се обидуваат да го задржат притисокот врз Русија и покрај сомнежите околу тоа дали Американскиот конгрес ќе одобри дополнителна помош за Киев. Администрацијата на председателот Џо Бајден ги исцрпи парите кои претходно беа одобрени за Украина, а барањето за дополнителни средства е во застој во представничкиот дом под контрола на републиканците.
Сега време да ве слушнеме вас. Што мислите, време ли е за друго решение како би се постигнал мир и дали според вас Македонија испреќа доволно помош за Украина? И исто така ќе го поставиме и на оние кои што ќе се вклучат во црвена линија прашањето дали санкциите кон Русија според вас даваат резултати. Добар ден, ако го имаме и првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Прашањето не е баш за нас наменето. Се извинувам, што не е Веројатно е прашањето? За нас, граѓаните на Република Македонија. Ова изгледа за НАТО структурите на мене. Добро, според вас време ли е да има друго решение како би се постигнал мир од она што досега е предложено на нас? Вака имате. Во НАТО структурите имате едни што керуваат пари, војната структура, која мисли дека така Украина е, може све да се испука, све да се испрли, све тоа овона. Никого не ги интересира граѓаните. Кажите ми, ако нема Украина граѓани, кому хуманитарна помош ќе му даде? Прашањето што го поставивте не е директно за нас граѓаните на Република Македонија. Директно е за НАТО, нарочито за Лондон. Според вас, еве лично, кажете ми лично, вие верувам дека имате став изграден околу оваа проблематика. Постои ли друго решение еве за да се постигне мир? Ако трнат рацете, ти реков овие олигарциве, интересите во Украина. Да ги трнат рацете од интересите Украина. Не заборавете, не само што дава Украина највише жито, има и индустрија, а има и газ и нафта и тоа. И затоа и блиска е до соседните држави, затоа некој од Москва до главоко мисли. Не се чепкајте со Црно море и натамо. Затоа овие се прашања може еден генерал у студио да донесете, па ќе ви објасни. Добро, благодарам. Ние сепак емисијата Црвена линија правиме за гледачите, односно за граѓаните, а верувам дека секој граѓанин има свој став, мислење и размислување во однос на сите теми за кои што дискутираме, па така и за оваа денешнава. Па да видиме што ќе кажат следните гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Ало, добар ден. Јавуваме од Пилеп. Голем поздрав до Прилепчани. Дали ви се чини дека санкциите кон Русија даваат резултати? Видете, санкциите кон Русија дава резултат негативен кон малите држави. Верувајте ме, господјо, негативен кон малите држави. Ние влеговме меѓу големи блокови натерани од големите сили да помагаме. Треба да се помага, али треба да мислиме што може да ни се случи. Верувајте ме, била и ќе биде Русија голема сила. И пред неколку дена гледав кога Путин разговараше со еден, не можем да кажам, западен новинар, ќе кажам, новинарот занеме, Путин му одговори, додека му дава помош, ризично е за Украина, додека не стави председател на Украина да разговара со Путин и да се служа за оно што треба да се служа. Путин не отстапува и историјата докажала. Русија не е мала сила, а донесе и Кина која тајно работи. А Македонија според вас испраќа ли доволно помош за Украина? Македонија, видите, господјо, ние испраќаме морална помош, вака ете да ти кажам, да помогнеме. Али мешањето е тешко. Така, благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија и секако што еве со јавноста ги споделивте вашите размислувања околу она за што зборуваме денес. Продолжете да нас следите. Добар ден. Добар ден. Најубав ден и вам. Дали се слушаме добро? Да, јас ве слушам, вие дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Тамо помош за Украина и Русија, некогаш не ве слушам, ама не е битно. Јас ќе продолжувам. За Русија на време, кога почна војната, јас бев за Украина и помоши се, ама сега сум за Русија. За Русија сум бидејќи
Evo Amerikanците шопрат со Израел, убиват мали деца, жени, се, помоć таму општо нема. И една замерка има во медиумите во Македонија, што една слика, едно видео не пуштате во вестите да видите што се дешава во Палестина. Какви мали деца. Според вас дали постои некакво друго решение со цел да се постигне мир? Не може мимо Русија ни она, дури Европа помага на она и Америка е со Израел, нема шанса да се онаки мир. Ова ќе продолжи и веројатно, по моје мислење, може да дојде трета светска војна. Да не дај Господ. Ама, по моје на то се лежи. Бидете поздравени и стално ме гледам, ретко се јавам. Благодарам многу, бидете поздравени и вие. И сега кој големо благодарам за вашето денешно учество во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме и ќе почнеме од овде. Дали санкциите кон Русија според вас даваат резултати? То не, санкциите не само што не даваат резултати, току само уште поише разгоруваат оваа војна. Значи, не се работи само за санкции. Еве, например, дали Македонија испраќа доволно помош за Украина? Каква помош? Збориме за оружје? Па, ние треба да сме свесни дека за едно место да се создаде мир, не треба да се прати оружје, треба да се пратат луѓе кои што ќе го постигнат тој мир. А ние како држава со тоа што ќе испратиме, не само ние, и НАТО и било кој што ќе испрати оружје, уствари само ја подржуваат војната и тоа е јасно и зошто, нели? Најголемиот бизнис е во тоа оружје и во тоа потрошувачка на тоа оружје. Негде мора да се троши за да се богатат богатите земји, тоа е нормално. А ние што можеме да испратиме? Ние немаме за нас, а не да испратиме. Според вас време ли е за друго решение? Постои ли некакво решение за да се постигне мир? Нормално дека постои, све се решава на маса, ама кој покушал да реши на маса? Никој, нити во Палестина, нити овдека. Значи, нигде не се покушава на маса, не им одговара да биде решението на маса. Него одговара вака, со војни, со убиства, со убивање на деца, на жени, на луѓе. Така одговара само за да се прави обртот. Големите земји да си прави обрт, а ние малите да гледаме од страна и да велиме леле. А ви се чини ли дека и барем сме близко до крајот на оваа војна? Близко ќе бидеме кога ќе решат, пак ќе ви кажам, големите земји, ние нема да решиме. Кога ќе им... Така, благодарам многу за вашето вклучување. Продолжете и вие да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично, перфектно ве слушаме. Верувам и вие нас. Од Куманово се јавам. Еве, ја неколку зборели моje размислување да дадам во врска со вашата тема. Повелете, ве слушаме. Дали Македонија доволно испраќа помош на Украина? Таа наша помош, колку испракаме, толку врз основа на нашите можности Македонија колку има. А дали е време за друго решение? Апсолутно се согласувам дека има време да се прекине ратот в Украина со Русија. Русија е голема држава, силна држава со наоружување и други работи, така да секогаш постои мир доколку луѓето има слух и волја да се реши тој рат. Да, војна мислам. Мислам дека најубаво е НАТО, Америка и другите да дигнат раци од Украина, само тоа е најдобриот начин да се реши таа војна во Украина. А ви се чини ли со оглед на тоа што Соединетите Американски држави воведоа и нови санкции за Русија, санкциите до сега дадоа никакви резултати? Да, апсолутно се слушам, меѓутоа видиш никакви резултати не дадоа до сега тие санкции што беа воведени. Дури слушам пред 3-4 дена на медиумите, дури Русија во економски план
постигна уште поголем резултат. Така, благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Бог напомош по молитвите на денешниот голем светител Свети Харалампи. Господин Натале, вие ли сте прво? Значи, добар ден. Јас сум, да. Па ева, ви се чини ли дека постои некакво решение кое што ќе донесе мир? Решение постои мир и братска славјанска православна љубов меѓу двата руски и украински народ. Јас сум бил и во Украина 2 пати, по манастири и во Русија еднаш. Сум се воодушевил од тие Божји убавени, колку убави манастири, која благодат има во Киев, Киево-Печерска лавра со 125 крила нераспадливи на светители, во Почаев, кој е рајски манастир Лавра, Русија, Москва, Дивеево, Свети Серафим Царовски, убавени, рајски убавени, на секаде доминира кирилица, свето наше писмо, јазик, сроден наш, убавина, вера наша православна, но жал ми е што дел украинци, прозападни марионети предизвикаа ваква војна во која најмногу губи Украина и украинскиот народ. Не, жал ми е за сите што губат. Русија нема никаков вијан нови санкции, жал му е што гинат и руси и украинци, а профитираат тие западни непријатели на наше славјанство и православие. Гледам сега дека цела Европа има народна револуција. Секој град е блокиран во цела Европска унија. Фактички се банкротира, ќе пропадне таа Европска унија за која овие од СДС новезлиција не сотреа, а таа Европска унија Дали е мислите дека предбратство. ќе се изнајде некакво решение за да се стави крај на оваа војна? Очекувам уште сега денес да имам едно решение да поидам повторно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не гледате. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Благодарам. Овака, прво, нашата помош за Украина е капка во море. Второ, ние не можеме ништо да помогнеме, ние сме мала земја со мал капацитет на наоружање, кое ние го немаме доволно, па камоли да дадеме на Украина. Меѓутоа, сакали или неќеле, Украина и Русија мора да најдат начин да седнат на преговарачка маса, да го решат проблемот, затоа што секоја војна почнува со куршум, завршува со пенкало. И сакали или неќеле, ако не денес, може и 100 години да војуваат, но сакали или неќеле мора да седнат на маса и да го секако ќе има губитници, добитници и да се реши на тој начин. Ако така не се постапи, верувајте дека значи војната само ќе земе жртви, материјални добра и ќе не осиромашува и нас вамо, затоа што ние ја чувствуваме таа скапотија за сметка на војните во Украина и во Израел. Сега, Русија е голема земја, Русија војува не со Украина, да бидеме на чисто, војува со цел свет. Ова е фактички мини светска војна, каде што значи војува со НАТО. Сите НАТО земји. А ви се чини ли дека дали ме слушате, а санкциите ви се чини ли дека даваат некакви резултати? Ништо од сето тоа. Значи, сватете дека значи НАТО мора да се повлече и да бара начин да му помогне на Украина да не гинат луѓе, да седнат на маса. Мора да преговараат. Така, големо благодарам и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Ке ве подсетиме дека и во рамки и додека време траењето на ова издание можете и преку коментари, се разбира и споделување да учествувате во оваа дискусија и на социјалните медиуми. На Facebook сме Црвена линија, сосема логично, како и на поранешен Twitter, сега веќе X Црвена линија е нашиот профил, така да еве и ќе споделам дел од коментарите кои што веќе ги имаме на нашата Facebook страница. На Facebook изгледаме вака, ова е нашата објава низ фотографија. Ако може и да покажеме како изгледа тоа на Facebook, тоа е тоа, а прашањето е време ли е за друго решение како би се постигнал мир. Првиот коментар го имаме од Игор Јанковски, кој што напишал: руската агресија врз Украина или специјалната операција на Русија врз Украина, како што тврди официјален Кремљ, за секаква осуда и за жал оваа војна со себе си носи долгорочни последици како на мировен, така и на економски план. А на удар, освен инфраструктурата, се невини човечки животи, односно цивилите.
Секоја војна сама по себе е штетна и е во спротивност на цивилизацијските придобивки, што треба да ги негуваат општествата и е недозволиво во 21 век јазикот на дипломатијата со цел обезбедување на траен мир и работење на напредок и прогресија на општествата и државите. Срдечен поздрав до целата екипа на Црвена линија од Игор Јанковски. Од Беровско поздрав до тебе, Игор Јанковски. Продолжи да не следиш и коментираш. И ево уште еден коментар. Верувам ќе може, ево, на Кристијан Вангеловски, кој што напишал: тешка тема за народ кој се крсти во русите, а сака да иде на печалба на Запад, кои истовремено мислат дека се антички македонци и дека потекнуваат од словенски народ. Уште мислат дека 5G пуста корона. 5G пуста корона. Ете, ние ве прашуваме што мислите. Преседали санкциите кон Русија даваат резултати? Според вас, дали е време да се изнајде некое сосема друго решение со кое што поскоро би се постигнал мир? И дали Македонија доволно испраќа помош во Украина? Добар ден. Добар ден. Вака, темата дали Македонија испраќа доволно помош во Украина. Тоа е едно од прашањата. Да бидеме искрени. Ја мислам дека парламентарците, луѓето кои се на власт, директори по големи на јавни предпријатија, горе во власта, пак ќе се повторам, не знаат, можда 60% од нив не знаат дали Македонија праќа и дали праќа доволно помош. Ние, обичните граѓани, знаеме само дека не можеме да се справиме со кошничката за храна. Знаеме дека си добија Оливер Спасовски и Ковачевски по 2. Јас мислам дека е најдобро да се држиме до темата, а темата за денес, според вас, со оглед на тоа што сме во пресрет на втората годишнина од почетокот на руската инвазија спроведена, ќе потсетиме и голема анкета во 12 држави од Европската Унија. Оно што е интересно дека само 10% од испитаниците и натаму веруваат дека Украина може да ја добие војната со Русија. Ние ве прашуваме и тоа дали според вас постои, дали е веќе и време да се изнајде некое решение со кое што поскоро би се постигнал мир, односно би се ставил крај на оваа војна. Дали санкциите според вас кон Русија даваат резултати, секако Македонија, дали според вас испраќа и доволно помош на Украина? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Како сте, добри сте? Добри сме, дали сте вие добро? Добри сте. Се јавувам од Дебрца. Од Дебрца? Да, Охридско. Прекрасен крај. Прекрасен крај, многу убав крај. Од планина сега дојдов пензионер сум, иначе планина Билки избирам. Одлично. И сега вака додека И уживате... сега вака, по моје за војнава. Ајде да слушнеме. За да прекинит војнава, по моје Зеленски прво треба да се сменит во Украина. НАТО да не се мешат и Америка со Украина никако, со Русија. Зашто Русија е јака земја, имат помош од Кина, од Индија, а НАТО се занесуваат и направија светска криза по моје, НАТО и Америка, а не Русија. Русија ќе запеше со војнава, со го седе таму полуостровот Крим, овај како се викаше, и Дојнец неколку, кај што беа руси, и ќе завршеше војната. А не ќе ојше до Киев. Русија не сакат народ да гинит. Иначе ќе спаскаше одмар Украина. Ни НАТО не ќе поможеше ни никој. Не сакат Путин да гини народ украински, за исти народ се. Разбираш? Така, дали санкциите според вас даваат некакви резултати? Времето истече, ви посакувам и понатаму и да не гледате и да уживате, колку што разбрав од планинарскиот дом, од каде што не следите. Одиме понатаму, добар ден.
Добар ден. Сите гледачи на вашата ценета емисија. Голем поздрав до вас. По однос на првото прашање, мислам дека Македонија дава некоја си символична помош на Украина и таа символична помош мислам дека не треба да ја доставува, бидејќи со тоа ја разгорува војната колку што може во однос на незината помош, бидејќи Македонија си има голем број на внатрешни проблеми од економска природа, од социјална природа, од безбедносна природа, па така први најдобро да се решат внатрешните проблеми, па после да му ја мислиме за надвор. Во однос на второто прашање, да, секогаш мирот треба да има предимство, секогаш треба да се даде на значење на напорите кои што се даваат за постигнување на мирно решение на било каков конфликт, дали е регионален или е внатрешен, на било каков. И мислам дека со давањето на војна помош на Украина се разгорува војната, не се смирува. И само да потенцирам дека ова е воен судир или војна или како сакате наречете го меѓу Руската Федерација и НАТО државите, плюс Јапонија, плюс Нов Зеланд, плюс Австралија. И на крај сакам да кажам дека гледајќи денешна ваша емисија, досега едно 7-8 се имат јавено, јас да ви кажам наискрено се зачудив, мислев дека повеќе од делувачите ќе дадат подршка на Украина, отколку на Русија, ама скоро сите дадоа подршка на Русија. Благодарам многу што дадовте поддршка со вашето учество на црвена линија, така да продолжете да не следите. Ете, досега имавте можност да слушнете какви одговори и размислувања имаат гледачите кои што досега ги вклучивме. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Црвена линија. Црвена линија, ве слушаме, повелете. Па, вака се, ова е специјална војна операција на Русија пред Украина, ама тоа е војна више, не е Русија со Украина, току Русија со НАТО, кој се рече и претходниот бијарац. Така, Македонија колку може да придонесе, она е во НАТО, ама према им дадовме таму тоа хеликоптерите Ми-8 што беа фризирани таму од израелците. И што можеме да даеме друго, некои тенкови и така натаму. Друго, како ќе се реши? Ќе се реши војната почнеше 2014 и пред тоа со анексијата на Крим. Крим русите не го даваат. Го освоија со со турско-руската војна 1850 и некоја година, Хрушчов 1950 и некоја им го даде административно на украинците, не го даваат русите. И Донбас, Македонија, Луганск, Херсон и Запорожје, 90% русице. Кај да е, за година, 2, 3, 5, ќе седнат на заедничка маса и тој дел ќе го анектираат русите. Сметате дека уште неколку години ќе трае овој конфликт? Па ќе трае, сите мислеа дека ќе биде блицкриг 2022 година, ама еве 2 години поминаа. Иначе и Америка, што мислите, како се прошири со Тексас, со Калифорнија, со... Благодарам многу за вашето учество во црвена линија. Подсетување, имајте го во предвид тајмер од 90 секунди секој излагање на гледачите, но можете повторно да го завртите бројот за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Од Битола се оваме. Поздрав до битолчани. Ала, ја пратиме вашата емисија, интересни коментари. Да кажам дека договорот за постигнување мир веќе во првите месеци од почетокот на војната беше скоро постигнат во Истанбул. Али под влијание на западните сили, нарочито на тогашниот премиер на Англија Борис Џонсон, мислам дека интересот на Западот беше војната да продолжи во интерес на најголемите
компании за продажба на оружје и тешко дека за скоро време би завршила војната. Иначе, кога би се сакало, тоа за 24 сати би се решило. Според вас, во што лежи решението, еве, за завршување на Решението, тешко ние да кажеме, големи се интересите, али имаме на предлог за вас да има друга емисија, да кажи народо која е причината. 90 секунди е тајмерот. Повторно завртете го нашиот телефон или барем во режија оставете вашата идеја, кажете за тоа што би сакале да биде како следна тема. Предпоставувам тоа е она што сакавте да го кажете, но правилата се тие, 90 секунди е време трењето. Благодарам многу секако за вашето учество и за одговорите во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас сум стар човек, пензионер, 80 и нешто години. Емисијата ви е многу добра и ви благодарам. Добра водителка. Благодарам многу и вам. Водителка. Само ќе кажам за војна во Русија. Најголем кривец е Зеленски, затоа што на русите му го скрати рускиот јазик, така се со сила да го менјаваат и јазикот и не знам што друго, а многу ми е жал, а што се однесува до помошта на Македонија, колку што можеме, треба да дајме, али треба да мислиме и за нашите тука. Ја ви посакувам многу здравие, многу емисијата ви е многу убава, многу реална, бидете здрави и живи и се не. Благодарам, имам уште едно прашање. Ви се чини ли дека сите санкции досега дадоа некакви резултати? Санкциите, да знаете, вие сами знаете, сте новинарка, сите работи ги знаете, со санкции на Русија не може да исторат ништо, затоа што 3 години санкции и прават, како ништо да не и направиле. Така. А јас ќе бидам најсреќен да нема никаде војна, да тоа што ни останало да е наше и да се живееме мирно и слободно. Така, благодарам многу. Секако мирот е најголемиот приоритет. Благодарам уште еднаш за вашето учество. Продолжете да не следите. Одиме понатаму да слушнеме останатите гледачи што ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Добар ден, голем поздрав до вас. Повелете. Поздрав до сите кои следат Црвена линија. Благодарам. Повелете. Се јавувам од Охрид. Поздрав до Охриѓани. Да го дадам својот допринос за решавање на кризата во Украина. Имено Владимир Путин и Володимир Зеленски, тоа се браќа, како јас и мојот биолошки брат што сме браќа, да седнат на маса и Антонио Гутерес да им речи седните на маса да го решите проблемот. Никој не може да им речи да го решат проблемот она што е од значај за човештвото. Јас сум најголем стратег во светот. Али кој ќе го слушне мојот предлог, мојот глас? Јас сум швеѓанец. И кога шведскиот министер за надворешни работи доаѓа кај Вучич и му вика да заведеш санкции за Русија, уместо хумана земја е шведска и да рече ти си пријател Вучичу и со Володимир и со Владимир. И дај го својот допринос како браќа, они да седнат на маса и да се договорат. Не може со оружје. Така, благодарам многу и вам, еве, што дадовте стратешко решение од ваш агол, она како вие би направиле во однос на постигнување на мир. Но имаме и прашање, секако да подсетиме дека
она што ни е централно прашање во Црвена линија е дали постои друго решение со кое што би се постигнал што поскоро мир, како ви се чини вам, и дали санкциите кои што се спроведени кон Русија, ќе потсетиме дека Соединетите Американски држави воведоа 500 нови санкции кон Русија, дали според вас даваат резултати? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па вака, као прво сега Македонија помош даде 30 тенка што ги купиме од Украина, за жал ги вратиме назад, и хеликоптерите Ми-24 што ги земавме исто 2001 и тие ги вратива назад. Тоа е више све уништено, стопено, нема ништо. Значи останаме без тоа мало наоружање што го имаме како армија, те останаме само со некоја пушка од НАТО купена, друго ништо. Санкциите не дава никакво значење за Русија. Сега 75 милиарди или 73 милиарди долари направива промет со Индија само ти за нафта. Најголем моментално раст на продажба на нафта има оваа година, така да на Путин во тој аспект не му можат ништо. Мир да се постигне само ти НАТО да се повлече, што мајка бара у Црно море, што мајка бара у Украина. Како би било на американците да им дојдат русите сега у Флорида, да ги паркираат мините таму нуклеарни арсенали. Знаеме добро каква беше кризата со Куба кога инсталирава, американците побудалева, така да сега не се може у моментов, ама до кога ќе видиме. Ви се чини ли дека во скоро време може да се постигне мир? Мир може да се постигне само тие. Така, благодарам многу за вашето јавување во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Да. Повелете. Да. Повелете, ве слушаме. Да, да се постигне мир. На кој начин? На кој начин? Според вас на кој начин не може? На кој начин треба мир да се постигне? Нека се тргне НАТО. Вчера слушам. Молим? Ве слушаме. Нека се тргне. Вчера слушам на Белорусија по границата наредено војска на НАТО. Што траже НАТО тамо на руска територија на дали Русија оде тамо, Америка, Косово? На нас што ни направи американците со 2001? На терена да подпишеме мировен договор, ни криви, ни дужни терористи се улезеа да земат државата. И они ни ги подржуваат не нас, на терена да се понишиме, да подпишуваме. Може ли еве да се постигне решение за да што поскоро се постигне мир? Ќе остават сами да си решат. Дали санкциите еве дадоа резултати според вас? Ништо не дадоа. Блокирај банки, блокирај се живо и се маа. Русија е јака. Затоа ли груби вика дека ние сме со Русија? Срам да му е. Македонија испраќа ли доволно помош еве на Од дека да испрате Македонија? Од каде да испрате? Толку што има може да испраќат од власта, дека да знаеме никој кажува и кој збор. Испраќа помош. Чеченија, Грузија, сите ги натера да имаше борба Русија со сите. НАТО одека бркна, НАТО секаде е бркнато. Зашто не се имат санкции да имат за Израел? Благодарам многу и вам за учеството. Продолжете да не следите, да слушаме останатите гледачи што ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали го намалам? Целосно да го намалите, да, за да се слушнеме подобро. Да, добро. Вака сега, ако може да не ме прекинувате прв пат, се јавувам у некоја воопшто емисија. Вака, значи, малку ме иритрира ова темава и затоа се јавувам. Значи, овие два славјански народи се турнати во некоја војна што не знам, од Западот
најверојатно од Западот и затоа најверојатно треба самите да си го средат тоа, а не треба од Западот да си го да го гледаат шарето. Така да они треба да се седнат на маса, и сами да си го средат проблемот и да не им се тура оружје повеќе, зашто повеќе ќе има проблеми и повеќе луѓе ќе гинат. Тоа е најбитното, најмалку жртви да има, а англосаксонците не им е битно за словенскиот народ, само они си го гледаат нивното. Благодарам многу, колку што разбравме, а не ве прекинавме воопшто на ваше барање. За прв пат се вклучивте во контактна емисија. Драго ни е дека тоа е црвена линија и верувам нема да биде последен пат. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Можете убава тема, меѓутоа дипломатска тема е ова, дипломатско прашање новинарки. Па според вас еве санкциите дадоа ли некакво решение до сега? Ќе се снајдеме некако да одговориме. Пред се, моје мислење, најголем виновник е политиката на премиерот, на председател на Зеленски на Украина. Удел има голем, најголемиот удел го има Америка. Знаеме сите во светот дека таа управува и покушава заедно комплетно со западноевропските земји на Русија да ја нанесат или да ја соборат или да ја нанесат штета. Русија како Русија знаеме дека е светска, дали е првата или втората, е меѓу светските сили. Сите се изненадија, дури и Америка е изненадена од толку агресија и толку војување од страна на Русија, кое што постигна, дојдоа до те окупира. Тоа е нивна стара територија, Ленин ја стави таа територија. Ако се вратиме на нас, немаме време да говорам, затоа ќе се концентрирам. Таа беше нивна територија, Украина, пред комунизмот. Ипак, ја мислам дека и ние како дадаме поддршка кон Украина, што сме членка на НАТО, ние налеваме само на огнот, што додаваме со нешто запалливо. Благодарам многу и како што напоменав, секако оваа дискусија можете да ја продолжите и на Facebook, нашиот профил е Црвена линија. Еве уште еден коментар ќе го споделиме со јавноста на Лазар Младенов, кој што напишал: темата ви е депласирана. Не е тоа тема за пензионери кои едва ја познаваат темата. Ова ми личи на отворена проруска пропаганда. Нормално дека македонската помош е минорна, тоа е символична, но сепак ја има и треба да сме горди што ги поддржуваме украинците како силен и непоколеблив народ да остварат полна победа над дивите агресори. Победата ќе биде полна, Крим ќе биде ослободен, рускиот диктатор ќе замине во пеколот и на тој начин ќе дојде до мир. Оние што мислат дека Америка не треба да ја помага Украина, устата им е полна со тоа дека Кина е со Русија, да се ја растресат главата и да помислат каде им е изгубена логиката. За санкциите и тоа како даваат резултати, времето ќе го покаже тоа. Слава Украини и геројам слава. Како и да е, што се однесува до темата, депласирана не може да биде, бидејќи сме во пресрет на втората годишнина од почетокот на руската инвазија, а тоа не може да се игнорира, бидејќи се уште трае овој конфликт. Гледачите и оние кои што редовно не следат, односно македонската јавност, ја прашуваме пред се дали според вас постои начин и дали е веќе време за некое друго решение како би се постигнал мир и дали според вас санкциите кон Русија досега даваат резултати и дали Македонија испраќа доволно помош на Украина. Добар ден.
Ајде, добар ден и убав ден да имате. Најубав ден и вам, повторно од Црвена линија И повелете. викендот убаво да поминете. Ајде да рачиново, ја ако знам нешто, ако не знам не мора да ме замарате. Сега кога граѓаните имаат свој став. Да. Сега, од двете страни се жално. Тука луѓе гинат, од татковци и од мајки. Јасно, и од двете страни. Војната никогаш не донесувал нешто добро, него историјата само ќе го бележи. А добро ништо не видиме. Сега Македонија колко помагал нешто или давал солидарно. Колко толку едно јајце у големо кале доволно. Толку сме ние една шака држава. Колко толку да ги помислиме дека се и тие луѓе од Бога сторени. Сега санкциите дали нешто успеваа санкциите. Види што, уште 100 години резултатите нема санкциите како што ги поставил некој, пошто Русија не војува со Украина, со 36 земји НАТО членки и тука ги пробат наоружањата и како што, амо со туѓи луѓе, со туѓи деца. Тоа е нешто најжално. Најжално е. Сега, зошто сега, например, уколку ја сака доброто на Украина, Америка или НАТО, зашто во Палестина тамо си гинат децата и бебиња и се, а не го заустават војната? Тука е еден голем интерес. Затоа што ние сме како од Балканскиот полуостров, ние се родивме, генерација немало што поминало, се родило и умрел, да ми извинат тие што Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот, затоа го објавуваме 90 секунди, но вие сте ни редовен гледач, активен учесник, така да уште еднаш и благодарам и за ова денешно учество. Уште еден коментар кој стои под објавата на нашата тема на Facebook Црвена линија. Лачки Тодор напишал: официјални лица во Придњестровје ќе се состанат на 28 февруари, наводно за официјално да побараат да бидат припоени кон Русија. Шефот на Придњестровје Вадим Красноселски свикува конгрес на пратеници на сите нивоа. Најверојатно следната недела конгресот може да поднесе жалба до Путин со барање за прием на Придњестровје во Русија. Бидејќи медиумите се засенети од западната пропаганда, немаме доволно информации што точно се случува на фронтот. А сакаме според вас себе да слушнеме дали постои и е веќе време за друго решение, се со цел да се постигне пред се мир. Добар ден. Добар ден, добар ден. Голем поздрав до вас, повелете. Уште поголем до вас. Вака сега. Прво Русија не направи инвазија на Украина, него отиде да ги ослободи просторите што Украина ги беше добила од претходните владетели на Русија. Така да во Украина првата нацистичка тајпа што дошла и пошла према Русија преку Украина, преку злобните луѓе што некои живееле и учествувале во војната против русите, и затоа сега е ова дерење што се случува. Меѓутоа, санкциите на Русија не направија ослабување на Русија, него направија збогатување на Русија, затоа што Америка, со нејзината политика, на куќето трчи, на зајакот бегај. На Европа вика не увезувајте ништо од Русија, а таа нафтата и гасот таа го увезува и го препродава на Европа. Затоа таа политика пуста, уништувачка политика на светот, уништувачка политика на народот, капиталистите си прават профит со тој воен конфликт што се случува дали во Русија, дали во Африка, дали било каде. Тие си прават промет на своите фабрики за оружје. Капиталистите стануваат уште поголеми капиталисти. Благодарам многу вам за учеството. Одиме со следниот гледач, можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, гледаче ти на гледач. Гледаче, поздрав, повелете. Па, вака е моје мислење. Во Украина, кој што слушав на Министерката за одбрана, испрати некоја помош, ама вака кој што пратам во последно време, ниту Европа, ниту Америка не им помага толку на Украина.
дали се исплашени од Трамп дека изборите во Америка се сега у ноември. Трамп, знаете како кажува за руско-украинскава војна? Дека за 24 сата ќе ја реши. А како ќе ја реши? Ќе пропусти на Русија што сака да прави со Украина. И друго важно со Трамп исто што го збори, дека НАТО више у Европа тешко да го остави во Европа. Дека ќе се здружи со овие диктаторски држави, Северна Кореја, Кина. Значи да очекуваме, ако дојде Трамп, друг поредок да... Ајме се во видео 500 нови санкции од страна на Соединетите Американски држави. Дали санкциите даваат според вас резултати? Епа сега, колку се тие силни санкциите? Сега не можем ја да ги разберам колку се тие санкциите, ама Русија е Русија, Русија е велесила и стално по-силните држави победуваат у ваква ситуација и сите војни што биле. Благодарам многу за вклучувањето, одиме со реклами. Да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не таму, веќе од понеделник бидете дел од оние кои што активно земаат учество во нашите анкети. На прашањето за денес, дали санкциите кон Русија даваат резултати, со да одговорија 12%, со не одговорија 88%. Сега останува да се заблагодарам на сите вас кои што земавте учество активно во издание на Црвена линија, но земете и активно учество за многу кусо време во најгледаниот квиз Заврти на Телма. Завртете на Телма на истиот телефонски број и некој денес од вас секако може да ја освои прво смукалката, која што е главната награда за ден петока. Ќе се појават на тркалото и повеќе главни награди. Се гледаме.